Здраво живо, се наоѓам во близината на Куманово и видов еден прекрасен објект. Мислам, можеби кумановчани го знаат, меѓутоа јас не го знаев и бев фасциниран од него. Местово се вика Зебрењак и мора да го посетите. Замокот е преубав, некогаш овој замок нагоре продолжувал и со кула, која што за жал била срушена, пишува дека изградена 1912. Меѓутоа е преубаво место и има преубав поглед. Значи на самиот врв е замочево, замоков, споменик Костурница се води и е преубав. Препорачувам на сите да го посетите, доколку ви се шета. Се наоѓа на некои десетина километри од Куманово и се вика Зебрењак. Преубаво замоче. Еве го вака изгледа замокот и одблиску, изграден од камења. Формата му е преубава. Можете да замислите како изгледал со кулата нагоре и сигурно имал енергетска улога затоа што тие кули ги граделе за да ја жнеат енергијата и да се шири во околината, а исто така ги нарекуваат и обеликси тие кули, а иначе најголемата ветска кула или обеликс се наоѓа во Вашингтон во Америка и тие се уште ја користат, додека кај нас се преживеани само некои кули по градовите, а овие кули што имаат поголемо енергетско значење, што се на врвовите на планините, се срушени и ова е само еден остаток од тој објект. Меѓутоа мора да признаеме прекрасен, видите го само погледот каков е. За жал беше затворен, не можев да влезам внатре, немаше никој на објектот. Дојдов така случајно, истражував во околината и го видов. Меѓутоа нареден пат ќе влезам и ќе се качам горе и секако ќе видам што има внатре, може ќе откријам нешто повеќе. Меѓутоа погледнете го само овој поглед колку е убав. Значи овој замок е направен на ова место со причина, тоа е енергетска причина. За жал сега стои така како се води како некој споменик. Костурница се води. Еве вака изгледа и одзади, ќе ви го покажам сега, не можам да го доловам целосно, би било убаво да се снима професионално и со дрон, ама најубаво ќе биде да дојдете да го видите, сепак кога ќе дојдете најубаво ќе го осетите. Снимките можат само до некаде да ви ја доловат убавината на овој објект. Меѓутоа јас сум восхитен и благодарен што имав можност да го посетам и што постои вакво дело, без разлика каква историја има и каква приказна има со него, тоа е се измислотина, нема врска тоа со реалноста. Меѓутоа ќе одиме со таа приказна и ќе го славиме само објектот и неговата убавина и секако овој восхитувачки поглед на околината. Поздрав и посетете го споменикот преубав. Поздрав и секое добро.